Здравите заби се неопходни за нормално функционирање на организмот. Ова е најважно од се, а одамна знаеме дека насмевката, која не е убава, одамна веќе не е ни социјално прифатена. Затоа не чуди што се повеќе пациенти се интересираат за постигнување на холивудска насмевка, а со тоа и се повеќе се интересираат за вградување на забни импланти. На оваа тема денес поконкретно зборуваме со нашиот стручен соработник, доктор Ивица Лукановски, во продолжение. За да започнеме со постапката на имплантирање, за да имаме што подобар успех при самата постапка, треба да направиме прво едно посериозно планирање. Подготовката за поставување на имплантот започнува со самата анамнеза на пациентот, односно многу ретко од нашите колеги кои бара крвна слика на пациентот, проверка на витамин D3, остеопороза, како и холестерол и замастеност во крвните садови. За да продолжиме понатаму со постапката, треба да направиме еден преглед и анамнеза, односно да направиме прво едно 3D рентген снимка на која што ќе ги утврдиме сите анатомски структури, односно структурите на носот, коските, виличните односи, синусот, мандибуларниот канал, густината на коската и така натаму, се во позиција да ни овозможи подобро планирање за поставувањето на имплантите. Многу пациенти знаат да дојдат и да постават прашање колку чини еден имплант. Мораме да бидеме многу јасни и прецизни во одредувањето на цената на имплантот. Што значи тоа? Не е секој имплант изгледа кога ќе го поставиме и кога ќе завршиме финалната работа како што изгледаат на сликите на интернет, по социјалните медиуми, многу ординации што се рекламираат. За да дојдеме до тој успех, прво треба да направиме убава проценка на местото каде ќе го поставиме имплантот. Да се одреди состојбата на меките ткива. Дали имаме потреба од графтирање на меките ткива, дали имаме потреба од ставање на вештачка коска, односно ставање на коскени графтови или коскена аугментација, за понатаму да го одредиме протецкото оптоварување на тој имплант, дали ќе биде конструкцијата на штрафење или ќе биде цементирачка конструкција, дали ќе бидат повеќе импланти во една конструкција, дали ќе бидат поставени мултиунити или ќе бидат поставени сол абатмент. Сето ова допринесува за одредувањето на видот на имплантот кој ќе го поставиме, самата протецка конструкција која ќе се обработи, а заедно со тоа се формира и цената на самиот имплант. Понатаму, откако ќе го направиме ова, прво пациентот доаѓа по информација при екстракцијата на самиот зап. Значи, планирањето на поставувањето на забите треба да се разговара со пациентот што планира понатаму со местото на извадениот зап. Дали ќе направи мост, дали ќе оди со имплант, дали со некоја друга протецка конструкција. Меѓутоа, од тој момент започнува планирањето на поставувањето на имплантите. Постојат повеќе видови на имплантирање. Како што напоменав и сега, поставувањето на имплантите може да биде во истиот момент кога ќе се извади завод или да биде одложено поставување после 3 до 4 месеца по вадењето на завод. Сега, доколку се одлучиме за првата варијанта, значи однапред треба да го испланираме просторот, минимум да имаме 3D CBCT скен, значи каде што ќе ги одредиме точно анатомските структури, формата на алвеолата, точно да се прецизира каде ќе го поставиме новиот имплант, меѓутоа веднаш да се испланира и поставувањето на протецката конструкција. Ова имплантирање по вадењето директно на завод и ставањето во истата алвеола го нарекуваме имедијатно имплантирање на завод. Сега, за да ја поставиме протецката конструкција, тука можеме да имаме моментално оптоварување на самиот имплант или пак одложено оптоварување кој ќе го ставиме после 4 до 5 месеца, значи поставувањето на самата коронка врз завод. Од што ни зависи тоа? Првичните фактори кои ни влијаат тука ни се анатомските структури, односно процесот како ќе ни оди екстракцијата на вадењето на завод. Доколку имаме лесна екстракција, каде што нема да повредиме ниедно од анатомските структури, односно од алвеоларниот гребен, да се запази гингивата, висината на ткивото, на околните структури, обезбедиме висок торк при штрафењето на имплантот, значи каде што имаме квалитетна
коска во вилицата, можеме да направиме и моментално оптоварување на тој имплант, односно веднаш, односно за ден или два да поставиме зап на изваденото место, односно да го замениме веќе извадениот зап. Во останатите случаи, каде што немаме овие услови, односно тој притисок кој го прави имплантот во коската е помал, односно ни дава некоја нестабилност и му треба време за негово остеоинтегрирање, имплантирањето, односно поставувањето на завод, ќе го направиме после 4 до 5 месеци од поставувањето на имплантот. Или пак, во најлош случај, кај што ќе се појават големи дефекти на коската, потребно е да направиме коскено аугментирање, во некој случај пресадување на меко ткиво, па после тоа одиме на одложено поставување на имплантот. Исто, најмалку ќе бидат потребни 5 до 6 месеци. Со ова сакам да заокружам една тема дека не е баш едноставно и дека не е баш секаде исто каде ќе го поставите имплантот и што ќе добиете за вашите пари. Откако се ова, значи ќе го испланираме каков вид на имплант ќе поставиме, ќе се договориме однапред со пациентот кои се неговите барања, кои се можностите, целата финансиска конструкција, треба да поминеме на самата постапка на имплантирање. Многу пациенти имаат фобија од поставувањето на импланти, што е еден мит, затоа што воопшто нема никаква, а доколку се испланира однапред, нема појавување на никакви проблеми. 98% од испаднатите импланти или од проблемите кои се јавуваат од недобро планирање или лекарска грешка при поставувањето на имплантот. Значи не постои, доколку однапред утврдиме, секако доколку пациентот има сериозни контраиндикации за поставување на имплант, ние воопшто не треба ни да се нафатиме да ги поставуваме имплантите. Сега, кои се тие контраиндикации? Пациенти со висок степен на диабет, кој што е неконтролиран, тешки пушачи, пушачи кои што се на антикоагулантна терапија, пациенти кои што имаат остеопороза или некои пореметувања во коскените структури, значи воопшто треба да им се објасни дека не се кандидати за поставување на импланти. Од друга страна, постојат и некои споредни, да речам, параметри кои што ни укажуваат дека пациентот не е за импланти, односно пациенти кои што се со занемарена орална хигиена, кои што немаат четкање на заби, кои што земаат лекарства поради други систематски заболувања кои предизвикуваат гингивити, воспалувања во устата и така натаму, тешките пушачи кои не сакаат да се откажат, алкохоличари и така натаму. Значи сите овие се услови кои што ние претходно треба да го прашаме пациентот и да му објасниме дали има можност кај него да се вградат импланти воопшто или нема можност да се вградат. Значи имплантите не треба да форсираме да ги вградуваме по секоја цена. Сега, како оди имплантолошката постапка? Анестезијата за поставување на импланти е најчесто локална анестезија, која што ќе ја споредам со анестезијата која што се става за пломбирање на зап. Дури не употребуваме ни спроводни анестезии како што употребуваме при хируршки интервенции или вадење на заби. Значи многу помала анестезија, многу локална, од причина што поготово во долната вилица, доколку ставиме една спроводна анестезија како за вадење на самиот зап, можеме да изгубиме чувството на длабочина на при дрилањето на имплантот и да настане повреда на некоја од анатомските структури. Доколку тоа го работиме со локална анестезија, пациентот ќе појави сензитивност, ние ќе имаме сигнал дека веќе негде сме подлабоко и имаме можност веднаш да престанеме. Анестезиите може да се додадат секогаш кога пациентот чувствува и во 100% од интервенциите кај пациентот поставувањето на имплантот е потполно безболно. Тоа е првиот мит дека поставувањето на имплантите е болно. Значи, поставувањето на имплантите е комплетно безболна процедура. Сега, понатаму, треба да продолжиме со поставувањето на следната, на подготовката за поставувањето на супраструктурата. Како што објаснив и пред малку, доколку самата коска ни бара одложено оптоварување, тогаш го затвараме самиот имплант со неговото капаче,
кое што доаѓа серијски во самиот имплант и местото на имплантирање го затвараме, имплантот останува потопен во коската и во устата не се познава ништо освен неколку кончиња кои што се гледаат. Така го оставаме да стои 3 месеца. Постои можност каде што сакаме да формираме убав излезен профил, односно поготово предната регија, да поставиме еден абатмент кој што или некоја друга супраструктура, најчесто технички изработена, моделирана спрема устата, кај пациенти кои што имаат високи барања за естетика, и тука го оставаме отворен самиот имплант, односно се гледа таа супраструктура која што е веќе поставена или е маскирана со некоја привремена коронка. И третата можност е, како што спомнав и пред малку, кај импланти кои што ќе бидат поставени, сме добиле висок торк, односно голем притисок во коската, можеме да направиме и моментално оптоварување, кое што пациентот ќе добие зап за неколку дена, ќе биде изработен од чиста компјутерска изработка, со потполна дигитализација, од 3D скенер, оди на 3D принтер привремена коронка, до финалната циркониумска коронка, да се остави за самите меки ткива да зараснат околу таа протетска изработка и да добиеме една сосема нормална и здрава коскена и мекоткивна структура околу самиот зап.